Му благодарам на Бога што ме изненади со коментарот на сестра Олгица во врска со Исаија 8 глава, бидејќи за тоа мислев да зборувам денес. Но тоа не е прв пат. Еден дух да не подкренува да размислуваме за исти прашања. Деновиве, особено деновиве, кога некои велат дека со почетокот на оваа корона пландемија започнале и последните 7 години од историјата на овој свет, каде што наводно 3,5 години ќе треба да поминат додека првите 3,5 години од тие 7, Антихристот ќе биде цар, ќе биде прогласен во целиот свет. Па наводно на после 3,5 години ќе биде изграден храм во Ерусалим. Го знаете тоа протестантско диспенсацијалистичко толкување. И сега мнозина велат дека тоа веќе е почнато. И мнозина во православниот свет така велат. Слушаме разни толкувања, особено на YouTube, гледаме многу работи, читаме многу работи. Дали е сето тоа вистина? Дали се што се зборува, се што се толкува, се што се кажува е вистина? Не. Бидејќи многу работи си противречат, не се согласни. Што треба да правиме кога сме соочени со многу гласини за тоа што се случува, што всушност се случува? Некои веќе одамна велат, еве и вчера слушнав еден грк во случајов, дека веќе е започната Третата светска војна. Тој и Миленко го кажа пролетоска и некои други. Што е, како е, дали е така, однапред не знаеме и не можеме да знаеме, но повикани сме да што да правиме со сите овие гласини, со сите овие најави, со сите овие толкувања. Да, треба да се спремаме и оно што апостол Павле вели, испитувајте. Да се подсетиме зимоска при крајот на минатата година, кога почнав да зборувам за духот на Антихристот, цитирајќи 1 Јованова 4 глава, ако се сеќавате, да не отвараме сега таму, познати ви се тие зборови, возлюбени, вели апостол Јован, испитувајте ги духовите. Така беше, нели? Зошто и да ги испитуваме духовите? Затоа што многу лажни пророци излегоа во светот. Денес исто постојат лажни пророци и лажни пророштва. Постојат и вистински пророци и вистински пророштва. Но ние однапред не знаеме кој е кој, додека што? Додека не испитаме. Додека не истражиме, или како што рече Вики, да споредиме со Божјото Слово. Јас би сакал, пред да проложам, да ви прочитам еден цитат, мора него да му дадам предност, додека не се потроши батерија од таблетот. Деновиве сретнав едно интересно, не многу долго текстче, од никој друг, туку од сенаторот Рон Пол од Соединетите Американски држави, не на младиот Рент Пол, што се вика, туку постариот татко му, на неговата Facebook страница. Слушајте добро, замислите што напишал и многу ме изненади. Цитирам. Да речеме, седнуваш навечер дома,
го земаш далинското во твоите раце, од телевизор се мисли, и го вклучуваш твојот омилен програм. Дали ги познаваш сите детали за тоа како функционира далинското и телевизорот, како тоа одеднаш се случува на екранот, како што очекуваш кога ги притискаш копчињата од далинското. Значи, прашањето што го постави е дали ги познаваш сите детали за тоа како функционира далинското, телевизорот и како тоа се случува одеднаш кога ги притискаш копчињата од уредот. Продолжува и вели, најверојатно не. Повеќето луѓе тоа не го разбираат. Се разбира, постојат луѓе со познавање на техниката и технологијата, кои што сигурно можат да ви го објаснат сето тоа. Но, дали би издвоиле неколку години од вашиот живот, за да сето тоа го научите? Сакате? Имате желба да издвоите неколку години од вашиот живот, да ја научите цела електроника, за тоа како функционира далинското, како функционира хардверот на телевизорите, компјутерите, лаптопите, телефоните денес. Ако те интересира, меѓутоа повеќето луѓе ги интересира, повеќето луѓе не ги интересира. Така, ако те интересира, се разбира. Конечно, било што ќе седнете, ќе проучите и ќе потрошите, ќе утепате многу време од вашиот живот, само на работи што ви интересираат. На досадни и неинтересни работи трошите време. Никој од нас. Продолжам со цитатот. Значи, овие познавачите на електрониката, на техниката, може да ви ги објаснат сите детали од науката и физиката, кои што истите ги објаснуваат, но најверојатно повеќето луѓе немаат никаков интерес да бидат заспивани со вакви здодевни поединости. Ако слушате нешто што е здодевно, а мора да го слушате, што се случува? Ке заспиеш, ке фаќа дремка. Тоа се случува и на многу проповеди. Одиме понатаму со неговиот цитат. Едноставно, она што повеќето луѓе го прават, кога го зема далинското во своите раце, ги притискаат копчињата, може да речеме и телефоните, и компјутерите, било што, ги притискаат копчињата, и што? И имаат вера дека се ќе профункционира така како што очекуваат. Така? Но, вели Рон Пол понатаму, што би се случило ако ја немате таа вера? Што би случило ако немате вера? Дека штом ке го вклучите електронскиот апарат кој и да е и притиснете копчиња и сега да немате вера дека ке се случи тоа што очекувате да се случи. Постоите се виделе таков човек? Например, ако вклучувате лаптоп или телефон и немате вера дека има интернет, дека ќе се подигне системот, дека немате вера, не очекувате дека тоа ќе се случи. Дали воопшто би вклучувале, би притискале копчиња, ако немате вера? Се разбере, не. Замисли сега следно прашање од Рон Пол. А што би се случило ако инсистирате да го
да ги научите сите детали за тоа како функционира електронскиот апарат, пред да ги притискате неговите копчиња. Значи, пред да го користиш далинското, пред да запалиш телевизор, да инсистираш, да сакаш, прво да ја научиш цела електроника како функционира апаратот, а потоа да гледаш вести или било што на телевизија. Дали познавате таков човек? Дали познавате човек кој што прво ќе купи мобилен телефон и прво ќе сака да ја научи цела електроника за тоа како функционира мобилниот, за потоа да го користи? Има таков човек? Има, познаш таков човек? Не да ги интересира, него да не сака да го користи апаратот, се додека не ги научи сите детали за тоа како истиот функционира. А таков не постои. Таков не постои. Добро се, значи, очигледни факти, кои што ги споменува американскиот сенатор. Што следи понатаму? Продолжува, вели, дури полошо, што би се случило ако се плашите да ги притиснете компчињата од апаратот, пред да ги научите сите детали за тоа како истиот функционира. Значи, познавате човек кој што би се плашал да го вклучи телефонот, да речеме нов телефон купил, и се плаши да случайно експлодира нешто. Или да вклучите телевизор, се плашите да го вклучите, да не случайно се случи нешто, пожар или не знам што. Се плашите да отворите лаптопот и да го вклучите, да не случайно настане и тука некој проблем и некоја неволја. И да сакате прво да ги проучите сите детали за тоа како функционираат овие апарати, да бидете сигурни дека нема да се случи никаква неволја, никаков пожар или нешто полошо, и дори потоа така сигурни да ги вклучите и да ги користите. Постои таков човек? Веројатно не постои таков човек. Сите луѓе пристапуваат со вера кога ги користат овие апарати, дори без да се свесни дека зависат од вера, а не од знаење, од стручно или техничко знаење. Зависат од вера. Продолжуваме. Или што би, добро, тоа е тука истата мисла, што би се случило ако телевизорот, ако се плашите дека телевизорот ќе се стопи, значи ќе изгори и ќе се претвори во леплива вруќа маса пред да го притиснете копчето за да биде запален. Се разбира, ова се реторички прашања, не постојат вакви луѓе во светот. Кога би постоеле, кога сериозно вака би се однесувале, би помислиле дека се за на психијатар или за во Бардовци. Продолжува Рон Полс и вели, но вие не се плашите. Вие знаете дека функционираат апаративе, очекувате да функционираат, иако немате, повеќето, значи, никаква врска, никакво знаење за тоа како тие функционираат. Едноставно имате вера во нив. Точно или не точно? Точно. Едноставно имате вера во нив. И сега со последниот пасус, Рон Пол завршува и вели: дел од тоа да се биде нормално човечко суштество е да имате ограничени знаења. Се согласувате? Да сте нормален човек, значи дека имате ограничени знаења. Не можеш да знаеш. Сите ние имаме ограничени знаења.
Тоа е нашата природа. Сезнаењето не е за нас. Ние не можеме, не сакаме и не сме во можност да знаеме се што треба да се знае. Ние мора да имаме вера за да можеме да живееме. Затворен цитат. Много интересно текстче. Навистина него очекував од еден политичар. Меѓутоа, се што прочитавме, се што слушнавме од него, е многу едноставна и многу проста вистина. Колку и да знаеме, колку и да научиме, ние луѓето сме суштества со ограничени знаења. И уште еднаш ми доаѓа на ум изјавата на Исак Њутон, кој што вели: се што досега научив и што знам, представува што? Една капка споредено со целиот океан на сето она што не го знам. Да, Сократ знал дека ништо не знае. Многу паметно. Сепак океаните, целиот океан на планетава е, и тој е нешто ограничено, колку и да е големо, огромно. Тој е нешто ограничено. Дори целата Вселена, колку и да е огромна, несватлива, е нешто ограничено. Само Господ е во се апсолутно бесконечен и неограничен. И сега замислете, кога ќе бидете во вечноста на новата земја, вие секојаш ќе бидете ученици. Таму сите ќе бидеме вечни студенти. Вечни студенти. Сакате да бидете вечни студенти? Не овде на земја. Тоа не е нешто славно. Ви посакувам на сите да бидете вечни студенти, ама на новата земја, не на оваа. На оваа не може да бидете вечни студенти. Ако ништо друго, ќе и најдолго да живеете, ќе остарете, ќе починете и не може да бидете вечни студенти. И да сакате да бидете. Но на новата земја, секогаш ќе учите и на тој процес, учење и откривање нови и нови вистини, нови и нови работи, тој процес никогаш нема да има крај. Зошто? Затоа што вашиот учител е бесконечен. Затоа што животот на новата земја е бесконечен. И затоа што таму секојаш ќе бидете ученици, секојаш ќе бидете студенти. И ќе имате само еден учител, како што самиот вели, а тој е Христос. И само еден Отец, неговиот Отец небесен. И самиот Христос, Божјето Слово, преку апостол Павле ни вели да бидеме како деца. Но не во паметот. Во што? Во пакоста и во злобата, детините. Во паметот не бидете како мали деца. Треба да бидеме многу мудри и многу внимателни, особено во ова последно време. Завчера, четврток 15. Дали забележавте дека се случило нешто битно во светот?
Калифорнија. Ја не знам што се случило во Калифорнија. Дора, пожарите се уште бесне таму. Се разбира. Природен закон. Таму од сега треба да се учат како изгледа пеколот. Во најсоцијалистичката, најбезбожната и најнеморалната сојузна држава во САД. И тоа е политика, пожарите, секаде се тие намерно подметнати. Како и вирусите, како и епидемиите и така натаму. Сето тоа е политика. Наводно завчера во Рим требаше да се одржи така наречениот светски самит, што папата го одложи од мај месец, бидејќи Господ му го одложи со короната. Сега, тука да вметнам две информации пред да продолжам. Се сеќавате на 21. март и на 25. април имавме закажано гости во нашата црква на тие два датума. Се сеќавате? Беа однапред најавени и заеднички ручеци и требаше цела Сурија од Белград да дојде. Требаше Црнец да дојде од Романија, подоцна, после Великден. Требаше Миле да дојде, требаше Гоце да дојде, имаше многу што требаше. Но, ништо тоа не се случи. Господ се затвори. Дали знаеме што ќе биде следната сабота? Дали знаеме што ќе биде по 2 саботи? Нека биде Божја волја. Ке има нов карантин, ке има ново затварање оваа есен. Работите се движат како да ке има. Како да ке има. Натаму се движат. Но, нека биде Божја волја. Господ нека одлучи што треба и како треба. Веќе имаме искуство, спремни сте за нови интернет богослужени. Па сигурно сте поспремни од 14. март. Валтер Фајде тука, Стивен Боре тука и така натаму. Односно, нивните духови, не нивните тела. Нивните духови преку интернет. Оно што, јас не знам ни дали се одржал тој самит во Рим завчера. Требаше завчера да биде. Постои само еден извор кој што тврди дека се одржал и дека на него се подпишало нешто страшно. Јас нема да кажам што е тоа, затоа што јас се уште не сакам да се подпирам на неверодостојни, односно не дека лаже човекот, но едноставно за мене е прерано да тврдам нешто што не сум сигурен. Не сакам да се подпирам само на тој извор. Ако даде Господ живот и здравие, ако имаме богослуженија со Владко и Винко, и ако поминат тие саботи, некаде во ноември, ако понатаму имаме богослуженија во ноември, ќе биде доволно време да се испита, да се провери дали е тоа вистина. Но ако е вистина тоа што се подпиша во Рим, и ако на вистина се подпишало и се одржало такво нешто, тоа е многу страшно и е пострашно и од било каков неделен закон. Всушност, неделниот закон воопшто не звучи страшно. За повеќето луѓе неделниот закон е нешто убаво.
кој тој што не би сакал, загарантирана, барем еден ден во седмицата, загарантирана од сите власти, од сите држави, неработна недела. Тоа за повеќето луѓе, значи неделниот закон за повеќето луѓе е нешто убаво. Тоа воопшто не звучи страшно. Меѓутоа, ова што би го нарекол последниот греф, втор дел, со него почнавме да ги снимаме нашите проповеди во јануари 2011 година и помалку од 3 месеци недела до 10 годишнината, јануари 21 година. Иако даде Господ живот и здравие, може би тогаш, може би порано, ќе зборувам за последниот греф, втор дел. Ова е нешто многу пострашно и од првиот дел, пред 10 години. Но нема да кажам што е. Да нафралам некои работи што може би сте ги чуле, сте ги прочитале и што веќе гледам дека се погласно и погласно се зборуваат како гласини. Например, над 400 рабини во Израел отворено тврдат, дали ги зафатило колективна шизофренија, не знам, или нешто навистина знаат повеќе од обичните грешници. Отворено тврдат дека Бенјамин Нетањаху е последниот премиер на Израел и дека после него во Ерусалим ќе се зацари Месија, како што тие веруваат. Односно, некој лажен Христос, или ѓаволот, или не знам кој. Или некој воскреснат папа. Какви што имаше такви теории и во минатото. Дали е тоа вистина? Не можеме да знаеме. Не можеме да знаеме. Дали треба да го прифатиме, да веруваме и отворено да го зборуваме тоа? Дали е вистина дека вакцината на Бил Гейтс, во која што ни Илон Маск не верува, и тие двајца пиони на Ротшилд се препукуваат сега и преку јавните гласила за тоа дали чини, дали не чини најавената вакцина на Бил Гейтс, која што се уште не постои. Руската постои, ама не за никој од овие будаливе овдека не сака да ја набави. Сите ја чекаат на Бил Гейтс вакцината. Да. При тоа, како што знаете, фирмата AstraZeneca се откажа од првиот патент, односно производ, катастрофално неуспешен, со катастрофални последици, да, врз така наречените доброволци. Се согласувам со еден србин кој што вели секој кој што произведува вакцина за било што, не само за кобајаги коронава, туку за било што вакцина, прво треба јавно пред телевизија да биде испробана врз него самиот. И врз неговите деца, и врз неговите членови, други членови од семејството, и потоа да му се верува дали е таа безбедна и корисна за останатото општество. Добро. Значи, целата работа е што сега се пријавуваат будали од така наречените доброволци. Сега се доброволци се храбри, да речеме. Да речеме дека се храбрите. Наместо доброволци, било да се храбри, било да се исплашени, испробајте врз нив. Значи, ако Илон Маск тврди дека вакцината на Гейтс не е за него и за неговите деца, значи, он не сака во неговото семејство да биде вакцинирано со Гейтсовите вакцини,
тогаш колку другите треба да му веруваме на Бил Гейтс? Треба да му веруваме или не треба? Дали треба да веруваме на разните теории на заговор? Например, дека во вакцината ќе има чип, дека тој чип ќе направи големи промени, например во вашата ДНК ќе направи сериозни промени, дека што други гласови до сега се шират на таа тема, дека 5G мрежата ќе ве убие и така натаму. Дали тоа треба здраво за готово да го прифаќаме и да го шириме и да го збориме? Не. Будалаштина е да се прифаќа однапред нешто што е непроверено, што не е сигурно, што е спекулативно и така натаму. Но, имам забележено последниве неколку месеци една друга група верници, кои што се уште поголеми будали од овие првиве. Ова вторава група верници, значи има и многу адвентисти тука, забележав, отворено ги отфрлаат и напаѓаат сите теории на заговор, сите оние што зборат против новиот светски поредок, против короната, против чипот, вакцините и така натаму. Но, од друга страна, барем оставаат впечаток, ако тоа не име свесна намера, барем оставаат впечаток дека треба да веруваме на сето оно што ни сервираат режимот, властите, официјалните структури. Тоа е уште поголема будалаштина. Да ве подсетам дека најглупавата теорија на заговор, најглупавата досега во светот, е официјалната, владината верзија за тоа што се случило на 11. септември 2001 година во Њујорк. Значи, официјалната, владината верзија е најглупавата теорија на заговор. Теоретичарите на заговор обично се обвинуваат дека се мотивирани од страв, демек се плашам од вакцината на Гейтс, а од друга страна сакаат некои сакаат да веруваме во владината пропаганда, која што цело време од март до сега се е страв од вирусот. Значи, некој се плаши од вакцината, а владата се е страв во било која земја да се плашиме од короната, од вирусот. Но во библиската pouка од кого научивте дека треба да се плашите? Само од Господа Бог. Затоа оној кој што се плаши од короната, денес во Србија има израз коронаверец. Има нов израз коронаверец. Тој што се плаши од короната е коронаверец. Верец, како староверец, нововерец, коронаверец. Тој верува во новото божество, короната. Сега, ако се плашиме од било што друго повеќе од Бога, тогаш тоа друго ни станува Бог. Или идол. Ајде да го прочитаме текстот во Исаија конечно. И потоа со уште еден текст за денес завршуваме. Значи, што вели Исаија дека верникот треба да прави кога се соочува со вакви гласини? Еве гласини за војна, Трета светска војна. Што рече Господ, се сеќавате? Ке слушате за војни и гласини за војни. Слушаме денес пак такво нешто? Да. И што е следното што кажува Господ? Во Матеј 24 глава, кога ке слушате за војни и гласови за војни, што е следното? Што вели следното? Да не се исплашите. Немојте да се исплашите од тоа.
Немојте да се исплашите од короната, ниту од вакцината, ниту од не знам шо. Едноставно, од сето она што не е Бог, немојте да се исплашите. Исаија што вели? Е интересно да почитаме малку поширок контекст. 8 глава започнува со инвазијата на Асирија против земјата на Емануел, проречениот Емануел. И тука се споменува Емануел последен пат во 8 стих. И сега 9, замислите. Здружувајте се народи, но ќе бидете уништени. Колку актуелен стих. Обединетите нации, кој што ја ги нарекувам обединетите нацисти. Народите се здружуваат, и псалмистот вели, народите се здружуваат против кого? Против Господа и неговиот син, вели таму. Вториот псалм. Исаија вели, здружувајте се народи, но ќе бидете уништени, 9 стих од 8 глава. И внимавајте вие што сте далечни земји. Внимавајте, браќа и сестри, во Америка. Се најавува граѓанска војна во Соединетите Американски држави после изборите на 3 ноември. Тоа е гласина. Не знам дали ќе биде вистина, дали ќе се случи, но тоа е гласина. Сериозни гласини за граѓанска војна во Америка. После изборите. Било да сме во далечни земји, било да сме тука во татковина, било да сме каде и да сме, на пат, дома, треба да внимаваме. Им порачува на обединетите народи Исаија, им вели, вооружувајте се, но ќе бидете победени. Вооружувајте се, но ќе бидете уништени. Кројте заговори, што прават тајните служби на големите држави во овој свет, на силните држави во овој свет, на суверените држави во овој свет. Тука на Балканов ниту една не е суверена. Тие кројат заговори. Кројте заговори, 10 стих, но тие ќе се рушат, како што Господ им ги руши плановите. Короната не е ништо друго, туку еден пропаднат проект на новиот светски поредок. Пропаднат проект, тие планираат да биде нешто, но не испадна како што планираа. Господ ги помеша, како во Вавилон, ги смути. Кројте заговори, но тие ќе се рушат. Говорете збор, но тој нема да се исполни. Зошто? Зашто со нас е Бог. Зашто со нас е Бог. Зашто вака ми велеше Господ, продолжува Исаија во 11 стих, држејќи ја врз мене цврстата рака и опоменувајќи ме да не одам по патот на тој народ, велејќи, не нарекувајте го заговор, сето она што тој народ го нарекува заговор, и не плашете се од она од кое тој се плаши. Не стравувајте. Бидејќи од што се плашат неверниците, било да се дисиденти против новиот светски поредок, било да се будали кои што веруваат на секоја владина и режимска пропаганда и верзија за тоа што се случува во светот или во минатото. Тие се плашат од заговорите, од војните, од болестите, од вирусите, од многу што друго. Економска криза, глад, се најавува голема глад во Грција следното лето и такви гласини слушам. Бидејќи треба да се случи, колку долго не знам, треба да се случи барем кратка војна помеѓу Турција и Грција. Работе се движат во тој правец, но дали ќе биде, не знам. Само ви кажам какви гласини се постојат.
Луѓето се плашат, неверниците се плашат од сето тоа. Но во 13 стих Исаија вели Господ Саваот, што значи Господ над војските, само него сметајте го за свет и тој да биде ваш страв и ваш трепет. Тоа е пораката од Исаија, од Господа преку Исаија. И да завршиме со апостол Павле. Познатите зборови во Солуњаните. Што треба да правиме? А што не треба да правиме? Прво послание до Солуњаните, 5 глава. Ајде ќе почнем малку пошироко. Нека биде од 15 стих. Гледајте никој никому да не враќа зло за зло. Да не го заборавиме ова. Ако некој ни направил зло, не враќајте со зло. Туку секогаш барајте добро еден на друг и на сите. Радувајте се секогаш. И ова звучи како императив, како заповед, нели? Како за сениците. Радувајте се секогаш. Дури и сега, со сите овие гласови за војни, епидемии, антихристи, крај на светот, глад, економска криза, укинување на готовини, на банкноти, дигитално робство, радувајте се секогаш. Молете се постојано. Благодарете за се, зашто таква е волјата Божја во Христос Исус спрема вас. Не гаснете го духот. Пророштвата не ги омаловажувајте. Еве и сите овие гласини. Не треба однапред да ги прифатиме и како папагали да ги пренесуваме, непроверени и несигурни. Не треба однапред да ги отфрлиме. Туку се испитувајте. Се испитувајте, за доброто држете се. Нека Господ ни даде мудрост во овие последни денови. Очигледно се последни. Смрди крајот на овој свет. Да можеме да ги разликуваме духовите, да ги разликуваме гласините, да ги разликуваме пророштвата, да ги разликуваме пророците, толкувањата, сето она што го слушаме, особено овие денови, и што допрва ќе слушаме и ќе читаме на интернет многу што во врска со тековните и предстојните настани. Нека му е фала и слава на Господа. Амин. Оче наш, те благодариме за овој навистина сончев ден, нов прекрасен саботен ден. Ти благодариме за мирот и слободата во кој што се уште можеме и да се собираме. Многу повеќе од четворица сме во Твојот дом на гости денес. И ако е Твоја волја, ќе биде така и следните саботи понатаму. Нека биде, Господи, волјата Твоја, ние не ја знаеме и днината, ние не го знаеме утрешниот ден, а нека биде со Твој благослов и крштевањето што треба да се случи и нека се помине во најдобар ред и радост. Те молиме, Господи, нека Твојот дух не води, нека ни даде мудрост, бидејќи навистина ние не сме мудри по природа, ние не знаеме, имаме многу ограничени знаења, ние не можеме да ја предвидиме иднината, дури ниту најблиската иднина. Затоа те молиме, чувај не и води не остатокот од овој саботен ден. Те молиме за Твое водство и понатаму во новата седмица. Но бидејќи си рекол да се грижиме
само за денешниот ден. Еве се молиме само за него, сега за сега. Те молиме биди со сите наши болни. Ти благодариме што сестра Стефка дојде тука денес, како што сестра Катица доаѓаше неколку саботи порано. Но те молиме за Мимица најмногу. Те молиме за сите оние кои што се болни и духовно, кои што се разочарани, оладени, обезверени. Те молиме за сите оние кои што се на пат. Те молиме за сиот Твој народ по целата земја кој што денес те прославува било каде во светот, секој час со нивни богослуженија. Те благодариме, Господи, за секоја Твоја наука, утеха, Словото Твое, секој Твој добар дар што сме го примиле, секој Твој благослов, секоја Твоја благодат и милост во Христово име. Амин.